Окей, драги мои пријатели и пријателки, полека пристигнувам низ тесниот простор на Мажино, за да ја започнам следната епизода, ако преживеам Минското поле од кабли. Следната епизода на Кво Вадис, баш Кво Вадис се ситуацијава. Такво е моето студио, мало тесно, но прилагодливо за сите потреби. Имаме возбудлив период кој во неколку наврати ви го навестив. Ниту имам потреба, ниту се чувствувам убаво, ниту имам некаков еготрип затоа што, сега да ви кажам ви реков, ми исмевавте. Не, ми годи кога ми исмевате, затоа што, како да кажам, се оперирав од сето тоа. Кога зборам, знам зошто зборам, нема злоба, доаѓа од анализи и податоци до кои доаѓам. Некој доаѓа до други, но другите кога анализираат нешто, јас не ги исмевам. Океј, може не се согласувам. Вие, неверојатно е, јас од 30 години кариера медиумска, ништо не знам, вие 2 YouTube сте отвориле и све знаете. Секоја ви чест. Но, еве, се покаже и докажа дека она што го најавував, тоа и се случува. И тоа не треба многу памет, само треба да ги следиш медиумите. И сега, проблемот кај многу луѓе е кога ги гледаат само оние, да речам, теории на заговор, YouTube, избегава да слуша CNN, BBC, Russia Today, но за да имаш најдобра представа, треба и едните и другите да ги слушаш. И тоа со чиста памет. Што значи чиста памет? Не да викаш одма, овој лаже, овој вистина збори. Ни едниот, ни другиот сте во право. И вистината, и лагата се тука негде. И, верувајте, не можете да ја спознаете вистината. Може да имате некое внатрешно чувство дека сте во право, и јас имам такво, но вистината не можете да ја спознаете. Бидејќи, тие кругови кои си играат со вистината, кои си играат со она што вие треба да знаете и да мислите, у оној момент кога ќе го прочитате, видите и ќе ви дојде како просветление, ги фатив. Токму тоа они го даваат. И тоа е можеби многу блиску до вистината, но доволно исчашено, малце пореметено да не ја знаете целата вистина. А што е разликата ако за малку не ја знаеш вистината, повеќето си го погодил? Знаеш како, во математиката, ако линијата од малку само застранува од правиот патек, правата патека, нели? Ако е вистината права патека, а ти малку застрануваш, после подолго време застрануваш многу, забегуваш, влегуваш у тешки теории на заговор и стануваш смешен и небитен. И сам себе се елиминираш без да те елиминираат круговите на моќта. Затоа понекогаш е и добро да идеш во нивниот тек, во нивната мимикрија, за да постојано следиш каде идат, зошто идат. Мене зошто ми е потребно тоа? Не само заради подкастов и да ја споделам информацијата, туку и за мој духовен мир. Верувајте дека она што ќе го спознаеме што се случува во домашната политика, во надворешната политика, и тоа како има одраз на нашиот дух, на нашата личност, па и она дома што и како ќе го правиме на свесно или несвесно ниво. Иран го нападна Израел. Нападот е, значи во овие 2 дена испитував скоро се што можев од официјални сајтови, па и неофицијални. Бројката варира со што беше нападнато и како. Само е првим вака да резимираме, ако некој паднал од Марс, па сега вика што е работава. Значи, имавме голема ескалација на Блискиот Исток, поточно во Израел, каде што палестинците, Хамас го нападнаа Израел, имаше жртви, имаше мртви, имаше киднапирања, имаше ракетни напади и нормално се ова испровоцира
контранапад на Израел, палестинците велеа дека морале така затоа што веќе ножот дошол до коска, не се трпел теророт нивни, овие велат ние се браниме, светот се подели кој е за и кој е против. Во таа ескалација Израел свати дека многу од палестинскиот Хамас се финансиран од Иран. Како освета на нападите, беше нападната амбасадата на Иран во Сирија, беше бомбардирана. Иран рече дека ќе возврати. И возврати. Возврати со неколку стотици ракети, вкупниот број се движи околу 300, од кои се некои и балистички ракети, повеќе беа самоубиствени дронови кои ги видовме, кои им ги даваат и продаваат и на Русија, најверојатно и русите веќе ги произведуваат кај себе, кои се мали, брзи, не се многу брзи, можат лесно да се пресретнат. И она што е интересно, што нападот беше многу драматичен, навечер, не беше преку ден и можеше убаво на небото да се гледа како овие напаѓаат, а како овие се бранат. Се ова е многу важно, според мене. Преку 99% и тоа сите се сложија и едната и другата страна од проектилите, дроновите кои беа фрлени се уништени од страна на противвоздушната одбрана на Израел, која прв пат, како никогаш до сега, беше ставена на тест. Тоа е така наречената незина железна завеса, која ја поставија некаде 2011 година. Во суштина се мали ракети, многу брзо. Времето на реакција е многу кратко и многу брзо и можат да следат многу објекти во исто време. Дури и стотици, па и илјадници објекти можат да ги следат без системот да се оверлодира и да дојде до збунување. Она што го читам во спецификациите е дека овој систем кој е единствен во светот за одбрана, воздушна одбрана од ракетни и авио и дрон напади е направен така да прво е ефтин, многу брзо ричарч има и може тракингот на радарите, кои се специфични коцкасти радари, се квадратни вака како мониторов, таков облик, да следат објекти на небото, но алгоритмите нивни, да не речам вештачката интелигенција, пошто не е, туку алгоритам, иако и вештачката интелигенција во суштина е алгоритам. Тоа е математичка формула како нешто да функционира. Алгоритмите на нивната противвоздушна одбрана е поставена да препознава цивилни летови, значи ако се случи напад во време кога има многу авиони на небото, да ги разликува и да не брка она што не треба, туку да брка точно цели. Колку ова е ефикасно и се, нормално во пропагандна војна тешко некој дека ќе го предви. Некој од вас ќе прочитаат на Russia Today, некој на China Daily и таму ќе дојдете до податоци, ќе речете да, вистина е. Колку што е вистина нивното, затоа што е пропаганда, толку е вистина и кај Израел, а вистинската вистина е секогаш негде во средина. Точно е дека имаше удари, дека негде и падна, но точно и дека беа многу соборени. Но што геополитички, геостратешки звучи ова? Сега прво малце да ви објаснам, дека 72 часа, тоа е скоро 3-4 дена пред нападот, Иран ги информира своите сојузници дека ќе изврши воздушен напад врз Израел. Зошто? Па, вака да ви кажам, дека русите и во најголемите, и во најстудената војна, секогаш кога имаат некакво придвижување, од 60 наваму зборам, го информираат Пентагон. Затоа што не бараат дозвола, туку се информираат. Ја тргам, па сега ти види.
нема сега па ти види, него ти информирам. Очекувам истото и ти. И нормално американците кога прават некои маневри, кога придвижуваат бази или геостационарни сателити или подвижни рампи распоредуваат низ Европа, точно ги информираат и своите од другата страна. Зошто се викаш? Затоа што ако едниот крие од другиот и почнат да кријат, многу лошо ќе биде стратегиски и за едните и за другите. И нивната проценка е подобро да си кажеме и да имаме колку толку доверба во тоа што го правиме, одошто да се лажеме и тоа да предизвика несакана ескалација. Ескалација имало, ескалација ќе има. Сите ескалации што биле до сега се договорени, местени, ретко се случуваат. Ја мислам дека ескалацијата 62 со кубанската криза, со распоредувањето на нуклеарните боеви глави во Куба, е единствената, последната каде што навистина драмата на светот и нуклеарната војна беше завлакно избегната. Кога Иран ги информирал неколку дена порано своите сојузници, тие сојузници, Иран сигурно не го информирал Пентагон, сигурно не информирал НАТО, но неговите сојузници тоа како комуницирали? И они тоа го знаат, затоа што очекуване нападот на Иран дека ќе возврати, бидејќи, знаеш како, ќе се покажат како слабаци во својата земја, ќе им се подкопа нивната стабилност на власта и партијата која ги владее, ако не одговорат на бомбардирање на една амбасада. А израелците имаат добра причина според нив зошто да го прават тоа, а овие имаат уште подобра причина зошто ги помагааха палестинците. И тоа е веќе, знаеш она, игра во игра во игра. Атреидис. Она ви го најавував дека конфликтот помеѓу Русија и Украина, кој е прокси војна помеѓу Западот и Русија, во кој Украина, кои решија да имаат Абдал за премиер, слепо да ги слуша и да прави да се ја жртвува сопствениот народ и сопствената земја, наместо да седне и да се договори, нели, нас како ни вика, Јанко, ние можеме да тераме инат, ама ќе изгубиме се на крај. Подобро да направиме лош договор, одошто да изгубиме се. И така се правдаа предавствата. Кој знае дали е тоа добро или не? Ја никогаш не сум за национални предавства. Отстапки секогаш мора да имаат, ако е за да преживее народот. Но ние не бевме во ситуација на екзистенцијална криза. Украина беше. И наместо да седне да се договори, со Русија војува, ајде да војува со Белорусија, ајде да војува со Полска, ајде да војува со некоја земја слична на нив, па да го разберам фанатизмот. Со Русија војуваш бе. И очекуваш дека ќе победиш, ама ми ветија ќе ми колку може светот, универзумот, космосот, Танос да ти помогне да ја победиш Русија, кои историски такви гадови, такви велесили ги напаѓале. Има два фронта огромни отворени во Втората светска војна, една против Германија, најголемиот фронт. Западот ги пушти да ја колат Србија и полека си се спремаа 5 години рат, немаше никаква војна во Европа. Се беше во Русија за да се исцрпи, а Русија успеа од мртви да се крене, да го задржи фронтот, да возврати Ленинград, да не им падне, со тешки милиони жртви и истовремено и источниот фронт и западниот и источниот фронт да го држи со Јапонија. Јапонија масакрираше. Кина и тоа како има право да биде пријател со Русија, иако за време на комунизмот се заладија, и Мао Цетунг беше туку Русија страшно им помогна при оние нечовечки масакри кои Хитлер што правеше, дури, не знам, навистина минорно спрема тоа што Јапонија го правеше во Кина. Не се, да не идеме тоа малце вака историски, зошто геополитички, современото геополитичко партнерство е толку јако помеѓу Русија и Кина денеска.
И Украина наместо да се излече, да седне, бидејќи војнава во Украина ќе заврши. Ќе заврши на ваква маса, со чоја, моја зелена, можеби. И ќе потпишат. Можеби ќе потпишат исти договор. Ама со милиони, многу повеќе жртви, со милијарди штета, само затоа што еден клован од лукративни причини. Абе, договори се, гледај да си ја спасиш земјата и народот. Тоа е мојата визија. Не сум кукавица. Но има моменти кога можеш и треба да се бориш, имаш моменти кога стварно. И ако ја гледате Русија, она се бори со една рака и неколку прста. Она не удри full force, оти ако удри, и на сите им е тоа јасно. Но ова е голема игранка, бидејќи овој прокси на ова е повеќе војна на истоштување. Да се и не е целта, и ви го кажав тоа, дека не е целта Русија. Целта е Кина. Но до Кина не се иде директно. Кина се иде преку Украина, ја фокусираш Русија на фронт, па отвараш фронт со Иран. Со Иран фронтот како се отвори? Не е ни Израел, туку е со Јемен. Јемен кога почна бродовите, кои се клучни за светската трговија, кои поминуваат ни Суетскиот канал, почна да ги бомбардира. И овие сватеа дека тие камиказе дронови се од Иран, дека Иран го прави тоа, а Иран со Русија. Па што очекувате? Ќе истоштувате Русија ќе седи со скртени раце. Ама ние не сме директно, и па и они не се директно. Знаеш како што Америка вика, не сме ние у конфликт со Русија директен, па ни Русија не е во директен конфликт со Израел, а сепак вака се случуваат работите. И тука се игра еден страшен баланс, кој у текот на годинава нема да видиме светска војна, но ќе имаме звечкање, ќе имаме сирени, ќе имаме напнатост, ќе ставаме маски како во короната, бидејќи сега короната не можат да ни ја вратат, но сега ќе ни вратат друга параноја, бидејќи не научија дека сме пусиња, дека сме цвикатори, како цивилизација, како човештво, и дека шо ќе кажат они, ние се тресеме од страф и се пикаме. Море дај вакцина, море ставај маски, море заклучи се дома и купуј тоалетна хартија. Кога ова ќе заврши, а ќе трае цела година ова напнување. Бидејќи, зошто сум убеден дека нема да ескалира? Затоа што Иран после ова прати до Обединетите нации, малци и бекап им е тоа, може и да е дволично, но е легитимно, дека не сака повеќе ескалација од ова. Американците кои максимално ги поддржуваат Израел им велат, нема да ве поддржиме ако сега повторно им враќате на Иран. А Израел не му треба Америка за да им врати на Иран. 10 фантоми ќе отидат, ќе избомбардираат седиштето на националната гарда во Иран, ќе биде во Техеран, ќе биде доволно драматично за нив, но пази, Иране се малце позезнати, они не играат како големи играчи. Што вика еден мој пријател, иранците се едносмерни. Знаеш, дипломатијата ке нив е многу тнка. Таму од минарето која ќе се викне, не се прашува последици ово-она. Јуриш, така што малце е опасно да се играш со Иран и стратезите ќе играат внимателно овде. Не знам дали ќе му треба ова на Израел, кој се спрема сега за офанзива во Газа и дали ќе ја има. И се во ова и Израел знае и треба да го заврши на преговарачка маса. Но што е проблемот? Од каде па се во ова? Нетањаху има проблем. Пред све ова да започне, Нетањаху имаше една шарена револуција во зачеток, како во Србија. Ние ја поминавме, знаете што значи шарена револуција, истите шеми, истите системи, што го рушеа Трамп, што го рушеа Груевски. Значи, тоа е истите организации, се тие NGO на длабоката држава, на мочуриштето.
да го срушат владењето на Нетањаху како тврд националист, да донесат нешто помеко и така натаму. И сега он игра на националистичка карта, дека ако они донесат некој тачај ќурка кај нив, дека отиде Израел. А може би и не е далеко од вистината. Но не знаеме што се големите планови. Израел нема току така да падне, премногу е јак, премногу е голем, но и вистината из Израел не е онаа крајност која ни се сервира. Секако дека ќе мора да плати голема казна за она што му се случува на палестинскиот народ. И палестинското прашање мора да се реши. Збориме како држава, како територија, што ќе има, каде ќе има и како ќе просперира, а не да биде бидејќи Нетањаху како најавува он најверојатно дека има намера тоа да го избрише од територија палестинска енклава, САО, Косово, да не му постои во земјата, што е невозможно, бидејќи тој народ има своја самосвест и мора да постои и да обстои во некоја форма. Какви ќе бидат игранките, допрво ќе видиме. Јас сум само оптимист. На берзите, првиот ден кога пуштија сирените дека полетаа кон Израел, криптовалутите падна драматично, а доларот остана стабилен. Берзата немаше големи флуктуации после викендот и очекувајте во наредниот период дека ескалацијата ќе дојде од Израел и оваа игранка колку ќе трае, што ќе трае, можеме само да претпоставуваме. Се во овој баланс ќе мора негде да превагне или во некаков мировен договор со Русија, Украина, кој после како домино би фатил, или да се држи една тензија на истоштување, се додека не го видиме финалниот конфликт. Јас се плашам дека финалниот конфликт ќе биде Тајван. Тоа ќе биде иницијалната каписла за најсериозниот конфликт во човештвото. Бидејќи ако приметувате по целата реторика кај американските институции, воена индустрија и така натаму, па и скоро сите политичари. Кина. Кина ја надмина економски Америка. Америка нема туку така да падне и да дозволи да пропаѓа, а пропаѓа во исто време, па демокративе сакаат конфликтот со Кина да го направат, си ја подкопуваат собствената состојба дома, само затоа што да не им се случи Трамп. Мислам, лудилото на светот е тешко да го согледаш од сите аспекти и никогаш не постои еден прав план кој се остварува и кој некој го открива, вака ќе биде или онака. Он се менува на дневна основа во зависност од тоа што се случува на терен, какви се економските, социјалните моменти дадени на одреден фронт кој ќе преовладуваат. Јас со интерес ги пратам и ги следам, но знаеш како, ќе биде многу пожешко од што оваа жешка пролет и ќе треба да го преживееме. Но јас сум цврсто убеден, како верник, како човек, дека ќе го преживееме се во ова, но со трауми и последици. Кво вадис, драги мои, јас сум Јанко Илковски, ова е Единствена Македонија.